Ние сме многу загрижени за неговата здравствена состојба, која е сериозно влошена откако во изминатата недела одбил да прими храна и вода во затвор. За една недела тој е ослабнат за повеќе од 20 килограми и дневно прима 2 пати инфузија за да се лекарите да го држат во стабилна здравствена состојба. Тој е решен, судот или ќе го пушти од притвор или ќе умре. Таква порака му прати на нашиот адвокат, затоа што е убеден дека во притвор нема услови да ја спрема неговата одбрана. Ја повикуваме судиката Сандра Крстич веднаш да го укине притворот на колегата Божиновски. Воспротивно, неа лично ќе ја сметаме за одговорна за евентуалните последици што ќе се предизвикаат по здравието и животот на колегата како последица на штрајкот со глад. Исто така го повикуваме народниот правобранител да го посети Божиновски во затвор за да се увери во неговата здравствена состојба и навремено да ги предупреди институциите за последиците ако не постапуваат соодветно на ситуацијата. Ако судот ценел дека поранешниот премиер Груевски како од позиција на лидер на владеачка партија не може да влијае на сведоци и на истрага, уште помалку е веројатноста новинар да има таква можност да влијае на постапката. Ако судот смета дека поранешни министри, осомничени за 15 кривични дела, нема опасност да избегат од Македонија, таквата можност е уште помала новинар да ја избегне правдата. Нема сомневање дека процесот на Божиновски е политички процес, организиран од власта за да замолчи еден новинар и да ги дисциплинира останатите. Нашата проценка како Европска федерација на новинари е дека праксата во Република Македонија не е во согласност со праксата на Советот на Европа и Европска конвенција за човекови права која станува збор за заштита на правата на новинарите. Како што кажа, од април од ланската година имавме 8 случаи што ги пријавивме за напади на новинари на платформата на Советот на Европа и кажувам дека во ниеден случај од тие 8 случаи македонската влада не упати одговор или објаснување за било кој од тие случаи. Имаме пракса кај што дури земји како Турција и Русија, кога ќе ги пријавиме тие случаи на таа платформа, даваат некакво објаснување. Но без разлика на тоа каква организација сме ние, моето прашање денеска, јавно прашање упатено до македонската влада е што вие како влада направивте со цел да ја следите таа препорака која што ја потпишавте во рамки на Советот на Европа?